Срамно и жално да се игра со човекови судбини. Од херои, здравствените работници станаа заборавено минато. Вработувањето на 1117 лица со договор на дело во јавните здравствени установи, кое помпезно беше најавувано од Димитар Ковачевски и Фатмир Меджити, стана лага на деценијата, реагираат синдикатите. Тие со месеци се препраќаат од институција во институција, каде слушаат разни изговори зошто не се реши статусот на овие луѓе кои по 13 години чекаат вработување. За на крај да се обелодени дека воопшто во буџетот не биле планирани пари за бруто плати на овие лица. По низата протести, тие добија и лично ветување од поранешниот премиер Ковачевски во декември минатата година дека ќе биде отворен конкурс и ќе се реши, што до денеска не се случи. Но што се случува? Помина нова година, ние ги чекаме тие конкурси, се јавуваме, правиме некој протест пред министерство, правиме протести пред јавните здравствени установи. Одговор од таа страна беше дека министерот без сими не го потпишува одобрувањето за вработување на овие луѓе. И тоа беше цел месец. Одење од институција до институција. Значи, ова испадна лага на деценијата од нивна страна. Во март продолжила праксата на потпишување на договори на дело и тоа на ниво на минимална плата од 22.500 денари без пензиско и здравствено осигурување. Она што е уште поалармантно е дека одредени работници низ Македонија не биле повикани воопшто дури ни за ваков договор. После нова година биле оставени на улица. Си играат со судбината на млади луѓе, професионалци, најдобриот закон за трансформација на овие вработени. Но до ден денеска нема случајно тоа. Голем број од овие луѓе останаа без работа, останаа на улица, мора среќата некои од нив да ја барат во западноевропските земји. Значи ние и понатаму остануваме, Македонија репродуцира кадар за западноевропските земји. Во оваа инфлација, во оваа тешка живеачка, замислете да оставиш луѓе без работа. Жално, тажно и болно. Дека во буџетот за 2024 нема планирано пари за вработување нови лица, обелодени дополнителната заменик министерка за финансии. Таа откри дека буџетската дупка на Македонија е 404,9 милиони евра, односно минусот на буџетот е веќе 3/4 од планираното, а владата плати и пензии обезбедува во ОД и најголем дел од задолжувањето се користи за исплата на тековни трошоци. Македонија троши 5 пати повеќе од што прибира пари во касата. Од Министерството за финансии пак се пофалија дека буџетот бил ликвиден и дека дефицитот и финансирањето е согласно планираното.